Борбата за правда и слобода на неправедно осудените ќе продолжи до исправање на нанесените неправди. Унијата на ветерани на ВМРО ДПМНЕ и Патриотскиот институт на ВМРО ДПМНЕ Гоце Делчев донесоа декларација за правда и слобода за политичките осуденици во Македонија. Документот има за цел поништување на првостепените и второстепените пресуди со кои учесниците во настаните од 27 април се осудени за тероризам. Физичкото насилство го осудуваме, но не како тероризам, вели Александар Пандов од Патриотскиот институт на ВМРО ДПМНЕ. Тој го потенцираше ставот на бројни правници кои настанот го квалификуваат како политички процес. Настаните на 27 април, пред и по отварањето на вратите на собранието, го променија текот по кој се движи македонската држава. Општеството има потреба од помирување и објективно согледување на настаните. Македонија мора реално да расчисти со случувањето на 27 април 2017 година за никогаш да не се повторат. Истото е можно единствено преку спроведување на вистинска правда, а не политички нарачки, кај обвинители и суди кои слугуваат на власта, а не на граѓаните и интересите на државата. Декларацијата ќе биде доставена до председателот на Република Македонија, до председателот на владата, председателот на собранието и представници на меѓународната заедница со цел повторно отворање на случајот и преквалификација на делото. Очекуваме дека оние повикани кои што се во даденава ситуација Врховниот суд, како последна и највисока судска инстанца во Република Македонија, да ги поништи прво и второстепените пресуди и да го врати судењето на почеток. Инаку, двомесечните мирни протести по објавувањето на тиранската платформа кулминираа на 27 април, кога членови на движењето за заедничка Македонија влегоа во собранието. 16 луѓе беа осудени за терористичко загрозување на уставниот поредок.